Ете, од овие интересни информации поврзани со спортот и со триатлонската трка на 14 мај овој месец, ние се враќаме повторно на разговор во студиото со нашата денешна гостинка, доктор Снежана Адамовска-Клисаровска, наш познат специјалист гинеколог, акушер од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте во утринската. Добро утро, вам и на сите оние кои не гледаат. Благодарам на поканата. Драго ми е што сте повторно со нас. Знам дека не сте прв пат, сте биле и поодамна кога сте зборувале за теми кои што верувам дека ги тангира секоја една современа жена, особено сите оние кои што се во репродуктивниот период и кои што планираат семејство. Од она што јас ги имам информацијата, од она што неврзано разговаравме пред почетокот на емисијата, знам дека секој 6 до 8 пар во светот има неможност од зачнување, односно остварување на потомство по природен пат, така да поради тоа современата медицина им го даде инвитрото како една супер можност да секој еден пар се обиде да ја оствари можноста да биде родител. Какво е вашето искуство и што представува инвитрото всушност? Видете, инвитро фертилизацијата е асистирана репродуктивна техника. Зборот инвитро во стакло значи дека нешто во епрувета се случува, нели? Тоа значи дека ги добиваме јајните клетки и сперматозоидите од партнерите, од брачниот пар, кои што во услови лабораториски се спојуваат и после извесен период се формира ембрион, го следиме неговиот раст и развој и како готов ембрион се враќа во матката на жената. Ова би значило дека процесот на оплодување се случува надвор од организмот на жената. За разлика од други методи кои што сепак нашите оддели ги поседуваат, каква што е инсеминацијата, например, каде што се случува во организмот на жената. Тоа е исто подпомогнато оплодување, затоа што се концентрира со специјални медиуми за припремање на сперма, готов концентрат на сперма од партнерот, од сопругот, се внесува во матката кај жената се со цел побрзо да го најде патот до јајната клетка и да се случи оплодување, но оплодувањето би било во организмот на жената. Инвитро фертилизацијата е оплодување во лабораториски услови, ги добиваме јајните клетки, со постапка, ќе зборуваме еве малку покасно за постапката на стимулација и добивање на јајните клетки и истите во лабораториски услови бидуваат оплодени со сперматозоидите на партнерот. Така, пред да зборуваме за постапката и за она кога е жената подготвена или од која фаза натаму може да размислува веќе за вонтелесно оплодување или инвитро, сакам да ви честитам на вас како на прва приватна болница Аџибадем Систина во нашава земја за првото бебе кое што е зачнато по пат на инвитро во Систина, а оваа година слави 20-ти роден ден, значи точно 21 година Систина го прави ова успешно и навистина дава надеж на многу семејства. 2001 година е започната, значи во нашата претходна болница Мала Богородица Систина, која потоа прерасна во Аџибадем Систина клиничка болница. Меѓутоа ние сите почетоците ни се од болницата Мала Богородица Систина. Таму 2001 е започната постапката за инвитро оплодување, постигната е првата бременност и во 2002 година е родено и во истата болница родено и првото детенце кое што е добиено по пат на инвитро оплодување. Значи, можам и јас да се пофалам дека сум дел од тимот многу одамна, дека тимот го предводи доктор Слободан Лазаревски, кој што и се уште е со нас, значи од почетоците до сега, се надевам и уште многу години понатаму, и пионери сме во инвитро фертилизацијата во државава. Так, честитки до целиот тим, до сите вие кои што навистина создавате чудо во денешно време и знам дека сонот на секој еден брачен пар е да обезбеди потомство и да си го има семејството како основна клетка во општеството. Ајде сега ние да започнеме со целиот оној процес на инвитро кој не е едноставен, не е краток и воопшто не е така брз. Значи брзи резултати не може да се добијат, но еве да кажеме после колку обиди и временски период жената идна мајка е подготвена да започне со инвитро постапка. Видете, за да предложиме инвитро фертилизација, потребни се претходни исследувања.
кај брачниот пар. Иследувањата обично започнуваат. Едуцирани се паровите дека после првата година, доколку природно не им се случи бременност, треба да дојдат на одделот да се направат првични иследувања. Да. Од тоа зависи која метода ние ќе ја предложиме за понатамошен третман. Се разбира дека доколку постои сериозно нарушување на проодноста на тубите, постоел претходен воспалителен процес, потешки облици на ендометриоза, машки фактор, значи мал број на сперматозоиди, неправилни форми морфолошки, неподвижни сперматозоиди, сето тоа се причини кои што ќе не натераат да им предложиме инвитро фертилизација, а не некоја од другите, да кажам, поедноставни методи за постигнување на бременност. Да не ја заборавиме и возраста на жената. Исклучително е важна возраста на жената, затоа што знаеме дека како возраста напредува, квалитетот на јајните клетки се намалува и бројот се намалува. Тоа е причина шансите да постигнат бременност, дури и со инвитро фертилизација, им се намалуваат. И не треба да дозволиме да дојде до степен кога не можеме да им понудиме успех со методата. Затоа што во медицината ниедна метода нема 100% успех. Инвитро фертилизацијата ние го работиме како метода со сериозен успех, мерлив и споредлив со најдобрите клиники во светот, меѓутоа никогаш не е 100%. Ако слободно можам да кажам дека 50-50, доколку жената е под 35 годишна возраст, значи од првиот обид секоја втора жена може да се надева на успех. Тоа не е воопшто мал процент, другите би добиле со втор или со трет обид. За несреќа, постојат парови каде што има сериозни нарушувања на репродуктивното здравје, каде што возраста е напредна на жената, долгогодишен брачен стерилитет и каде што реално не сме во состојба да им понудиме толку висок процент на успех. Дури некогаш тој процент на успех е под 10% и тогаш има можност да се разговара и за донацијски програми. Значи, сите опции се отворени. Можам слободно да кажам дека вештачкото оплодување денес нема граници. Така. Зошто? Затоа што доколку жената нема сопствени јајни клетки, постои донацијски програм за јајни клетки. Доколку партнерот нема сперматозоиди, донацијските програми за сперматозоиди. Доколку матката е оштетена, нарушена или здравието на жената би се искомпромитирало до тежок степен доколку биде бремена, постои сурогатството. Така што добра процена на брачниот пар ни дава можност да им понудиме како да стигнат до бебе. Така, соодветно решение, одлично. Сакам да ве прашам, колку е важна психофизичката состојба на жената идна мајка, а воедно и психолошката поддршка во целиот овој процес? Самата инвитро фертилизација е стрес. Стрес за брачниот пар, стрес е и за семејството. Замислете еден брачен пар кој што многу години наназад нема потомство, кој што многу врати прошол на патот до саканото бебе и после една многу очекувано е да постои емотивен стрес, анксиозност кај жената, кај партнерот, чувството на притисокот од средината, од семејството да се постигне нели бременност. Па се уште постојат и средини и во нашата, за жал, земја постојат средини каде што секогаш жената е она која што е виновна за неможност. Обвинета, да. Да, неможност да се постигне бременност и тој притисок таа постојано го чувствува. И се е очекувано, значи емотивниот стрес, една психолошка поддршка, дури ги советуваме разговор со психолог, како да го надминат стресот, како позитивно да влезат во постапката, за да имат еден позитивен став и позитивно исчекување од целокупната процедура. Инаку процедурата е долга. Да. Значи, не може да очекуваме денес да разговараме и веднаш да ја започнеме. Навистина, бара еден многу индивидуален пристап кон парот. Ние не сме воопшто исти, значи ниедна жена нема да биде и причините за брачна неплодност со некоја друга и заради тоа треба еден комплексен пристап да се видат причините, да се процени возраста, да од сите аспекти да се процени брачниот пар и наша обврска е тогаш да им ги кажеме, многу е честно, коректно, професионално да им кажете што очекувате од процедурата. Значи, мора да знаат
во кој процент очекуваат од овој обид или дали ќе ни требаат. Би било прекрасно ако од прв пат се случи бременност, меѓутоа коректно е да се каже што очекуваме и ние како терапевти, што очекуваме од процедурата и да им објаснеме како таа процедура изгледа. Така. Колку се упорни паровите и која е најголемата бројка на обиди во кои што партнерите не отстапуваат од својата цел, а воедно и од својот сон? До реализирање на сонот, нели, патот до постигнување на бременност, некогаш и навистина мако трпен за нив, тежок. Упорноста постои, некогаш постои и разочарување, очекувано еднаш или два пати ако се обиделе и ако не се постигнала бременност, постои период кога можеби кратко се откажуваат, меѓутоа генерално паровите се упорни, си бараат начин како да стигнат до бебе, доаѓаат на разговори, ги преиспитуваме исследувањата, бараме причини. Менуваат ли животен стил? Обично мажите кои што имаат лош животен стил, консумираат многу цигари, алкохол, имаат прекумерна тежина, тоа важи и за жените, имаат помалку шанси за да можат да бидат родители. Има значење исклучително животниот стил, телесната тежина, физичката активност, сакаат ли здравиот начин на живење. Да придонесат и тие нешто во сето ова? Ако на почеток не биле, и ако од почеток, да кажем, 1-2 обиди не биле успешни, да, се обидуваат да дадат и тие нешто од себе, заедно да стигнеме до посакуваните резултати. Исклучително кај жената е особено важна тежината и симнувањето на тежина за една добра рецептивност на јајникот, за лековите кои што ги употребуваме во текот на стимулација на јајник за да добиеме јајни клетки. Која е најстарата родилка која сте ја имале досега, која по пат на инвитро се остварила како мајка? Во донацијските програми имаме пациентки кои што се над 50 годишна возраст, што е за одбележување, затоа што на таа возраст рачунајте дека почнуваат и одреден број на хронични болести воопшто во организмот и бременоста значајно го оптеретува организмот, така да и таквите жени успеваме да имаат една квалитетна бременост и квалитетно да износат бременост. Да. Многу од паровите за жал ги спречува финансиската неможност да размислуваат за инвитро и чинам дека тоа е првото нивно скалило на кое што многумина се откажуваат. Знаеме дека и секаде во светот, па и кај нас, дека оваа постапка не е сосема бесплатна, но дека имаат одредени поволности доколку влезат во една одредена категорија на парови каде што може да им биде возможна оваа мисија. За голема среќа, во нашата држава постои закон за биомедицински потпомогнато оплодување, кој што ги регулира правата на осигурениците. Донесен е 2008 година со неколку 4-5 дополнувања. Мислам дека последното дополнување беше 2016 година и сега постои некоја иницијатива повторно, уште повеќе поволности да им даде на брачните парови. Инаку, 3 бесплатни обиди има за прво дете, значи осигурениците имаат право да си конкурираат во фондот за здравствено осигурување, каде што комисија ги разгледува нивната медицинска документација и доколку реално имаат можности да стигнат до бебе по патот на IVF, добиваат ваучер од фондот. Тој ваучер можат да го искористат во сите клиники кои што работат и оддели кои што работат и имаат склучено договори со фондот. Прекрасна вест. Нашата болница има склучено договор и ние работиме фондовски инвитро фертилизации, значи 3 обиди за прво дете, 3 обиди за второ дете. Тие истите парови кои што постигнале бременност, износиле бременност и родиле детенце, имаат право за кога ќе одлучат да го зголемат семејството, повторно да конкурираат на фондот. Така да мислам дека имаме еден исклучително и либерален закон за биомедицински потпомогнато оплодување кој што ги регулира и донацијските програми на јајни клетки, на сперматозоиди, сурогатството исто така го регулира, а и фондот овозможува да имаат можност за бесплатно инвитро оплодување. Добар дел од нив ништо не плаќаат, да знаете, затоа што тој пакет ја вклучува целокупната процедура, вклучува ампуларна терапија, вклучува анестезија за самата пункција во процесот, нели, кога ги вадиме јајните клетки, работиме пункција под контрола на ултразвук со комплетна анестезија
за да биде процедурата максимално да ја овозможиме на жената безболност и релаксираност, имајќи го во предвид стресот кој што таа го доживува и го имала и од претходна. Браво, секоја чест на вистина за оваа можност која што до 2008 година ја нема многу од брачните парови. Јас би сакала од режија да се обидеме да вклучиме, односно да им дадеме можност на нашите гледачи, особено жените, дамите, да се јават, да постават одредени прашања, додека го добиеме првиот гледач, само да констатираме, досега за овие 21 година имате направено околу над 17.000 циклуси. Рачунајте дека во таквите циклуси се стимулирани, значи со хормонска терапија стимулираме раст на фоликули на ниво на јајник повеќе од еден, затоа што во еден природен циклус еден фоликул расте и една јајна клетка се ослободува од него по процес наречен овулација за истата да биде оплодена. Кога ние работиме инвитро фертилизација во стимулиран циклус, најчесто добиваме голем број на клетки. Над 10, 15, кај некои типови на јајници и 20 јајни клетки и повеќе, така да сите тие ни се основа за оплодување и да имаме повеќе ембриони. Не рековме дека враќаме 2 ембриони или сингл ембрио трансфер, значи само еден ембрион, за да не направиме близначка бременност и имаме можност останатите да ги замрзнеме и да служат или за второ дете или евентуално во неуспешен обид да ги вратиме во една понатамошна поставка. Фасцинантно, навистина многу фасцинантно. Дали го имаме првиот гледач? Режија за овој разговор немаме гледач, така, добро, додека добиеме, ние ќе си го продолжиме разговорот. Ги споменавте близнаците, кои што често пати се резултат на една ваква поставка. Да. Враќајќи се со цел да бидеме успешни во она што го работиме, најчесто и пациентите тоа го бараат, враќаме 2 ембриони. Некогаш еден ембрион бидува имплантиран, па имаме единечна бременност, но многу често кога вратиме 2 добри ембриони, кога постојат добри услови во матката за процесот на имплантација, значи за да се случи бременност, се случува да имаме близначка бременност и таквата близначка бременност успешно ја водиме на нашите оддели во одделот за следење на бременност во болница Аџи-Бадем Систина, така да имаме раѓања на близнаци, да не речам секојдневно. Одлично, браво, прекрасна вест. Како специјалист, гинеколог, претпоставувам ни сите ваши години на пракса сте сретнале секакви животни приказни, сте биле поддршка на многу идни мајки и кој е вашиот совет кој што ова утро би им го дале на сите оние кои што можеби ова утро и немаат храброст да се јават? Јас разбирам дека ова е навистина емотивна, осетлива, чувствителна тема и дека многу од жените ја доживуваат како личен проблем, како една собствена лична немог да направат нешто и разбирливо ми е зошто можеби во моментов никој не ни се јавува, но еве како да ги охрабриме и кој совет би им го дале првично како жена, а второ како специјалист гинеколог? Видете, навистина е некогаш трауматско и тешко кога не може да се по природен пат да се случи бременност. Меѓутоа, храброста и желбата да се постигне треба да ги води. Неможноста природно да постигне треба да ги натера да дојдат на исследување. Навистина, со едно обсежно исследување и на едниот и на другиот партнер ќе ги знаеме причините. Ако не ги знаеме причините, не можеме да лекуваме, не можеме да третираме. Така што би ги охрабрила навистина да се појават, да дојдат, да кажат кој е нивниот проблем и да започнат исследувањата. Со завршени исследувања многу лесно е да предложиме метода на третман и сето тоа да резултира со една посакувана бременност. Така е, одлично. Ние бува дека сепак имаме ние гледач ова утро. Да му посакаме добре дојде и добро утро. Повелете. Добар ден. Добар ви ден. Сакам да се представам. Јас сум една поранешна пациентка на Систина Мала Богородица. Малку сум вознемирена, бидејќи бив, како да кажам, имав некои проблеми околу забременувањето. И сега со помош на доктор Лазаревски и тимот пред 21 година ми помогна да имам сега еден прекрасен син и не знам што да кажам, само најповолни зборови. Браво, колку ми е драго што токму вие се јавивте. Браво, честитки. Така, значи, моето пътешествие започна со доктор Лазаревски пред 21 година во Мала Богородица. Одлично.
Дали е тоа синот за кој зборувавме ние пред малку првото бебе? Не. Не е првото бебе, но е меѓу првите бебиња. Меѓу првите бебиња, така е. Да ви е здрав и жив, да ве радува да му играте на свадба. Благодарам. Да ја поздравам докторката и целиот тим и да оставам простор за другите гледачи. Благодарам, пријатно. Ви благодариме многу. Особено се радувам што да. Ова е најголемата награда, чинам за секој човек професионалец кој што си ја работи својата работа и можам само да замислам колку многу емоции се вклучени во вашето секојдневие. Секојдневно. Да. Покрај тоа што сте гинеколози, вие сте, верувам дека и поголеми психотерапевти за да им ја дадете неопходната поддршка. Се трудиме да им овозможиме да ги утешиме кога не сме успешни, да се радуваме заедно со нив, дури и солзи радосници да има кога сме успешни после многу години сакана бременост. Доаѓаат парови со 20 години немале детенце, 20 години оделе по различни врати, во различни институции. Навистина не може човек да се огради да биде само доктор и да нема емоции за она што го работи. Токму така. Да чуеме уште еден гледач. Повелете, добро утро. Добар ден. Добар ден, повелете. Многу поздрав до најпозитивната, најбитната докторка. Сите такви доктори. Сите се битни, а ова е детата се работи. Браво. Како најголем љубител на светот, да речем, има и комене и други. На деца ме интересира колку пари коштат скроз комплет приватно, без да има ваучери. Еве, ви благодарам на поздравот. Јас одма ќе ви одговорам. Во моментов, во болницата имаме 20% попуст на природните циклуси, на стимулираните циклуси, баш заради јубилеов, кој што сакаме на некој начин да го прославиме и кој што сакаме поблиска да им ја методата и процедурата да им ја донесеме на пациентите. Консултациите се бесплатни, значи за сите парови кои што сакаат да дојдат на разговор, да поразговараме, да донесат наоди, да ги разгледаме, во следните 3 месеци ќе бидат бесплатни за така, некако ние да излеземе во пресред на нашите пациенти и да им овозможиме да им станеме подостапни. Инаку процедурата е околу 2000-2200 евра како процедура. И сега, колку ампули, колку лекови ќе потрошиме за процесот на стимулација, зависи од самата состојба, да. Јајниците на жената, нејзините години на старост. Тоа може да биде и да кажам и 30 ампули, и 20 ампули, но може и 60 ампули. И од тоа зависи цената на медикаментозниот дел од третманот и не би можела да одговорам со точна бројка. Така е. Но меѓутоа процедурата е толку. Да не шпекулираме, сепак дадовме една насока и една бројка која што е параметар за тоа дали сакаме, можеме и треба да се впуштиме во една ваква процедура која што навистина носи многу среќа и обезбедува потомство. На крајот ни преостанува само уште толку да напоменеме, знам дека во 21. век има се повеќе самостојни жени кои што за жал останале сами во животов, не успеале да најдат свој брачен партнер и верувам дека ги има такви кои што се охрабруваат со помош на донатор да се реализираат себе си како мајки. Се повеќе се повеќе жени кои што се сами, кои што не успеале, доаѓаат со цел да постигнат бременност, така да и тоа е регулирано и тоа има можност да си обезбедат од банка на сперма, работиме со реномирана банка на сперма, Криос, и преку нашиот оддел за асистирана репродукција им овозможуваме да обезбедат материјал и да постигнат бременност. Така да и тоа е возможно и тоа го регулира законот за биомедицински потпомогнато оплодување. Велам дека многу либерален е, така да и тоа е можно. Донација на ембриони не спомнав, значи онаму каде што нема можност ниту за јајни клетки, ниту за сперматозоиди, а жената има матка која што може да износи бременност, тогаш може да се разговара за донација на ембриони. И уште една работа која што исто вреди да биде спомната, се повеќе сме ангажирани професионално, кариерата и сето тоа прави жената покасно да одлучи да постигне бременност, не размислувајќи во меѓувреме дека јајниците ги губат своите јајнични резерви, дека стануваат понеквалитетни јајните клетки. Им советувам на сите жени нека направат преглед во одделиве за репродуктивна медицина, да научат и да видат
со каков тип на јајници имаат и кои се нивните јајнични резерви. И на време да си замрзнат јајце клетки, да. Значи да замрзнат јајни клетки доколку во скоро време не планираат бременост. Да. Тоа им Одличен овозможува совет. една репродуктивна резерва за понатаму. Ако да може одлучат да се на третира. 45 години, например, да станат мајки, да бидат безбедни, да имаат безбедни со своите јајце клетки. Одличен совет на самиот крај. Многу ви благодарам што бевте наша гостинка. Поздрав до целиот тим на Аџибадем Систина. Продолжувајте понатаму да ги усреќувате паровите, семејствата и здравието да ви биде приоритет како што ви беше и до сега. Ви благодарам за поканата. Ми беше драго што бев гостин на вашата емисија. И се гледаме во некоја следна прилика на друга тема.